Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во понеделничкото издание на емисијата Очи во очи. Јас сум Мартина Прокоvić-Костовска и денеска ќе бидете со мене се до самиот крај. Колегата Огнен Јаневски се враќа во среда, така што денеска и утре јас ќе бидам вашиот водител, вашата домакинка. Денеска ќе имате можност да зборувате на тема која што верувам дека ќе пробуди интерес кај вас. Неколку пати досега ете сме поминали во емисијата во тек дека треба да се отвори една ваква тема која што е поврзана со верските заедници. Конкретно трудова инспекција ангажирана од премиерот Зоран Заев ќе проверува дали верските заедници ги почитуваат законските обврски. Како што реков, оваа најава за проверување на законитоста во работењето на верските заедници следеше по прашањето на пратеникот Мухамед Зекири дали трудовата инспекција некогаш ќе влезе во исламската верска заедница за да се утврдат сите нерегуларности како и злоупотреби направени од поглаварот на исламската верска заедница Сулејман Реџепи. Уставот имено не дозволува инволвирање во внатрешните избори и уредување на верските заедници, но тоа не значи дека некој може да биде надвор од законот кога се работи за плаќање даноци, придонеси, рече Заев, потенцирајќи дека давачките и честниот пристап морат да важат за секого. Од ИВЗ за 24 велат дека не се плашат од инспекциите, дека се е регуларно, истото го велат и од Македонската православна црква, кои што исто така соопштува дека не слушнале за најавата за инспекции, но немаат против. Повеќе за ова секако ќе следи во прилогот кој што ќе го погледнеме во централниот дневник во 17 часот. А сега започнуваме секако со вас гледачите. Кој е вашето размислување и што сметате дали верските заедници воопшто сите во Македонија работат според сите закони? Што сметате кои се оние недостатоци на кои што и такако треба да се обрне внимание? Телефонските броеви ги знаете, имате 2 минути ми се чини за да можете да го кажете вашето размислување. Телефонските броеви секако ќе ги видите на вашите мали екрани, можете да се јавите, да го кажете вашиот став, вашето размислување токму на денешната тема. Што се однесува до правилата, ќе ве замолам да ги почитувате и покрај тоа што колегата Огнен Јаневски не е денеска со вас. Трудова инспекција ангажирана од Заев ќе проверува дали верските заедници ги почитуваат законските обврски. Кој е вашето размислување? Дали имаме гледач на линија? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, Мартина, и до телевизија 24. Поздрав и до вас, повелете. Прво и основно, верските заедници се верски заедници. Дали председателот на верски заедници ги почитува правила, законот со кој што треба да го спроведува? Пред да го јаснем дали е сменета сега Валентина Божиновска од председател на верски заедници, кој што штаб повикуваше на многу остри и недвосмислени работи во државата да ги прават тие верски заедници. Ако се сеќавате она ноќ која беа со ножевите и така натаму. Добро, се сеќавам. Не е само проблемот во верски заедници, проблемот и во структурата кои ги раководат месите верските заедници. Како во православната, така во муслиманската, така во протестантската, методистичката и така натаму и така натаму. Тука има тие свој устав. Тој устав треба да биде прилагоден према уставот на Република Македонија и законите на Република Македонија. И затоа јас најучтиво го повикувам председателот на верските заедници на Република Македонија да се ги провери сите оние овластувања кои ги има над верските заедници. Затоа што имаме прекршување, имаме тие затајување на средства, имаме не дозволување лимитот од колку до колку се тие средства, било за венчавки, крштевки и така натаму, со тоа што тие не се обврзани да ви дадат фискална сметка или не плаќаат данок, да се разбериме, данок не плаќаат. А тоа треба да се регулира кај нас во Република Македонија со тој закон за верските заедници, кој е председателот е најбитен во Република Македонија на верските заедници, да го регулира и да го вмеси во нивниот устав. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Поздрав, Мартина. Николче Петрески од Кичево, редовен гледач. Повелете, поздрав и до вас. Благодарам и јас. Како прво, потполно се сложувам со претходниот и значи крајно време дали се работи за таа трудова инспекција, дали се работи за
слушав денес тема на Канал 5 за таа инспекција од страна на Министерството за внатрешни работи, значи за проверка како институциите работат и граѓаните на Македонија. Значи нас ни е потребно, имаме потреба еднаш конечно да сватиме дека треба да имаме држава која ќе владее стабилна власт, стабилен народ и све да оди по прописи, по закон, да се почитуваат сите права на граѓаните и на Министерството за внатрешни работи и во тие заедници кај што господинот Зоран Заев испратил трудова инспекција. Значи ние добро знаеме што се деси во Радовиш, знаеме што се деси во други градови, дали се работи за во црква, дали се работи за во џамија, секој треба да се ги почитува оние права докаде може да прави и со закон и со устав. Секаде она што кое не може и не смее да оправи, значи не смее. Затоа треба да има, мислам дека преголеми контроли за ние да станеме една стабилна држава која препораките на Европската Унија и на Европа и на Америка беа јасни. Морат правата на граѓаните да се почитуваат и да се почитуваат законите. Сега, за некој мора да напомнам и тоа. Била виновна полицијата, била агресивна. Морам, и тоа е во текст врзано со темата, значи не е полицијата агресивна, полицијата е должна. Луѓе треба да сватат сите дека да си провери, да си изврши проверка во сите тие институции, како и во тие во однос кои денес се патуваат од страна на трудова инспекција, значи да се изврши проверка, дали постојат нечесности, дроги, убиства, закани, се што е непосакливо за граѓаните, значи тоа мора се провери да се отстрани. Само така може да функционира и државата да сватиме еднаш конечно да ја поштуваме сите закони, а не да пукаме по некого. И постакувам убав ден, поздрав и се нејбово. Ви благодарам и вам за вашето јавување, поздрав и до вас. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден и убав и среќен ден. Вам и на вашата екипа. Вака, јас сакам да кажам затоа што и во црквите се има манипулации. А зашто? Затоа што за еден погреб се зима дупло. Ем човек губиш, ем пари даваш. А порано не е било така. Колку ќе му дадеш да по потоку, сега он си бара, да ми 1000, а не малко е, да ми уште една 1000, малко е, да ми уште 500. А човекот може нема пари. И затоа добро е тоа направено, да видат и за Крштевски и за се е така. Зашто порано заримале поповите джипови? Јас сум од Источна Македонија, од цело, од Делчево доваѓал кај нас со автобус и трчичкомата дојде горе. А сега нашите господи мора да имаат се. Не може така. Треба малку да има ред на се. Толку ви благодарам и простете ако греши. Пријатно. И благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Јас ја потпуно поддржувам вашава сега гледачка, односно говоранцијата нејзина е сосем исправно. Да ви кажам случај, поповите кога има некој слави ово тоа доаѓа, или ако прв пат дојде во некоја црква, ќе дојде со некоја скапаница и имах прилика да му викам да бе, што со овако кола си дошол, нема друга. Прво да купам стан, па после ќе купам кола, сега имам Мерцедес. Затоа секој крштеген водар ќе дојде за една минута ти зема 300 динари и ќе дојде за славата. После 5 дена ќе земе уште 200-500 динари ќе земе. Тоа не дава никаква каса, сметка, ништо, буквално ништо. Кој ги контролира? Па тие пари се за лична употреба. Тие не ги дават во црква пари. Црква пари се знае само за Крштевки и умирачка. Таму тоа има процент кој што они учествуваат, проценти тоа не ме интересира колку е и така натаму. Всеки случај никој не ги контролира. Ви благодарам ако ме се слушате правилно. И благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не знам дали сум јас на линија. Вие сте во програма. Адвокат Игнат Танчевски. Повелете. Сакам да дадам мал придонес кон вашата тема. Трудовата инспекција, ангажирана од Заев, ќе проверува дали верските заедници ги почитуваат законските обврски. Јас давам целосна поддршка на трудовата инспекција и на сите видови други инспекции, тоа владата ги насочи кон верските заедници. Дејќи јас, како адвокат, по повеќе наврати
сум ги штител правата на вработените во верските заедници, како на пример во исламската верска заедница, каде што согласно законот за работни односи и нивниот устав наоѓа решенија дека треба да бидат вратени на работа, освен тоа треба да бидат и со надоместоците за плата и придонесите од плата и се. Значи, тамо има што да работи било која инспекција што државата ќе насочи, не само кон исламска верска заедница, туку и кон црквата, бидејќи тие се па бизнисмени од поголем калибар. Од проста причина што учествуваат во инвестиции, во недвижности за големи проекти, големи фирми и слично. Сакам истовремено да кажам дека во секој случај ќе има многу лица кои ќе видат дека власта се интересира за работењето на верските заедници. Има многу лица кои што ќе ги пријават неправилностите, како например сегашниот поглавар на исламската верска заедница пред 20 на години, кога беше времето на Марки, ангажираше мене во смисла затоа што еден муфтија од Тетовското муфтиство имаше затаено над 2 милиони марки и требаше да почнат постапки, започнале постапки. Јас како адвокат го штитев интересот на исламската верска заедница заради злоупотреба од муфтиите во истата. Значи, во секој случај, сакам да ги охрабрам сите вработени во верските заедници, доколку имаат одредени видувања за разни аномалии, слободно да пријават, и тоа јавно е како јас сега што зборувам, слободно да пријават, бидејќи верските заедници не сме да се занимаваат ни со бизнис, ни со менаџерство, како на набавка и продажба на оружје, дрога и слично, или за миграционите процеси. Затоа што, ево, Да. Благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден и убав ден. Благодарам. Имајте и ви убав ден. Повелете. Ви благодариме. Па добро е, јас се слободам да се сложам со тие предлози да се врши и во верските заедници контрола и финансиската полиција таму која да проверува сите. Меѓутоа треба и државата, оние врски што се има према верските заедници, на пример, према црквите и така натаму, има примери дека Министерството за култура, за едни цркви во дела кои се по Центарот за заштита законитост неколку години злоупотребуваат оштетата од направено од земјотресите, место да ги даваат парите за црквата, самите верници, самите црковни власти во Дебар си сносят трошкови, збира средства за да ги обезбедат тие хварови расипани што беа во црквите, тие оштетувања што ги има. Значи државата треба, јас сум свесник во пензија, те предлагам и да се изврши попис на имотот на сите, потекло на имотот на сите свещеници, почнувајќи од мене, па се до високите властители, дали се тоа епископи, дали се тоа патријарши, дали се тоа од исламската заедница, како се некој муфти и така натака, и другите верски заедници, има, мислам дека има неправди во меѓуверските заедници, меѓутоа ние имаме канонски работи, овие што се поврзани со државата, се вика номоканони, значи оние врски кои ги имаме како верски заедници, ќе ги исполнуваме према државата. Тоа ние, мислам јас, го исполнувал сите тие даноци при едно друго, на оперезување на данок на примања, персонални даноки и така натаму, сите тие сме ги извршувале, сите тие оние обврски што ги пред државата, значи сите комуналните и сите сме ги плаќале. Сад така, ако има од другите верски заедници, треба се изврши инспекција да се провери кој не ги почитува тие закони, кој не ги почитува прописите, да си одговара. Да си предлагам да се изврши попис на имотот на сите верски лица, почнувајќи од мене. Добро, ви благодарам за вашето јавување. 2 минути имате можност да си го кажете своето размислување, така што пратите си го вашето време на вашите екрани. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Стална гледачка од Битола и поздрав до преубавата водителка. Благодарам. Сакам да кажам неколку збора за темава. Повелете. После фамилијата на Груевски најбогати се попојци. Зошто? Јас во Битола имав прилика да видам, влезе поп во Веро. Па не знаете оттаму што се изнесе и што се купи.
и со какви коли се возат, јас то не можам да го замислам. Додека сиромашниот народ, што да речам? Немам зборој. Значи овде попојте и Груевски и фамилијата се најбогатите луѓе во земјава. Имаат маркети во Битола, имаат што немаат. Ние од Поглавар имаме маркет во Битола, Свети Тома. Ама што нема? Во Мерцедеси се возат, во разни коли одат, се шетат. Ние се чудиме, стварно се чудиме. И цела младина се ориентира кон црквава. Сите се кон црквата ориентирани, цел народ се плаши, како да сме во 16-тиот век. Ова ќе не уназади нас, ова не е добро. Нека победат сметка луѓето, попојте станаа многу големи богаташи. Јас имам толку и многу ве поздравувам и фала на отстапеното време. И благодарам и вам за вашето јавување. До режија малку погласно да пуштат во студио, да можам подобро да ги слушнам гледачите. Некој потивко зборува, некој погласно. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до емисијата. Еве јас како граѓанин, што нешто знам, нешто не сум информирана околу овие работи, го поздравувам овој, да кажам, гест на Заев, односно ангажирањето и целосно на владата. И би додала дека од 2008 година се донесе законот за регистрација на воопшто верски заедници, цркви и религиозни групи со еден збор верски заедници и согласно тој закон, кој што се уште е на сила, како позитивен правен пропис, сите верски заедници, сметајќи ги тука и исламската, и еврејската, и сите, значи со еден збор верски заедници се должни своите статути и устави да ги усогласат со позитивните правни прописи. Работењето на верските заедници го контролира Комисијата за односи со верски заедници и еве да го информирам првиот гледач, да му кажам дека предходната председателка Валентина е сменета и тоа е за поздравување, меѓутоа колку овие верски заедници и нивните устави и статути се усогласени со нашите позитивни правни прописи, тоа навистина ние како граѓани не го знаеме. И ова нешто е навистина за поздравување и еве апел до вашата емисија, до вашата телевизија, да некогаш поканите некое црковно лице, да малку не воведе нас граѓаните кои се тие законски обврски на овие верски заедници. Инаку за мене како граѓанин најголем проблем е давањето парички, пуштањето парички пред секоја икона, купување свеки, каде одат тие пари? За нас е тоа навистина енигма. Да. Ви благодарам за вашето јавување. Во секој случај разбравме вашата поента. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Верските заедници треба да се контролираат до корен. Кратко и јасно. Адвокатот стално се јавува, кажува дека тој бил вака, тој бил онака, меѓутоа никогаш не искача со јасни детали. Што се однесува до инспекцијата. Само да намалам уште малку. Ајте, намалете го тонот. Да. Само секунд. Сега мислам дека е добро. Повелете. Видите вака. Инспекцијата многу слаба работи. Многу слаба работи. Ја и на Огнен сум му препорачал, еве и на Аси ви препорачал. Пари што добиваме на инвалидските организации од Министерството за труд и социјална политика. Огромен криминал се врши таму. И ништо, апсолутно, тие како главатари што се како верските заедници, како претседатели што ги сметат. Значи работат со парите како да им се од татко му и од мајка му. Затоа, Мартина, еве еден апел да отворите каде одат парите од Министерството за труд и социјална политика за инвалидските организации, тоа за инвалидските сојузи на Република Македонија. И како се трошат и како работат председателите. Семинар, сега имало наводно семинар во Драч, а усари никаков
семинар немало на жените. Таму имало жени и мажи. Ако се води семинар на жени, што барат мажите од Сојуз за СЕПИ во Дражда идат. Затоа инспекцијата треба да работи и Мила Царевска треба јасно тоа што кажа на опозицијата да стои за тоа и да ни даде одговор каде ги трошат парите. Благодарам пријатно. Благодарам и вам за вашето јавување. Имено Емилијано М. Комар на Фейсбук вели убаво од страна на премиерот, но да прати трудова инспекција и по фирмите, посебно по конфекциите и во црквите, бидејќи таму се прават најголемите неправилности. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Многу криминали се кријат за зборот демократија. Очигледно е. Излеговне од нормалните вредности, од моралното однесување. Ни треба општествено престројување. Ни треба закони за човечко живење. Вистинска слобода на човекот, а не без живење. Благодарам. Благодарам и вам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас редовно ве следам, и вас и господинот Огнен. Прв пат се јавувам. Сакам да поставите тема, пошто сега веќе е за верските заедници, како се граѓаните задоволни од услугите на Бутел. Добро. За кои редовно плакаме по 320 денари годишно. Нема нити вода, нити е уредено. Уопште, треба една тема таква да воведите. Само толку. Инаку супер сте, ве следам редовно. Добро, ви благодарам за вашето јавување и за предлог темата која што ја дадовте. Да, ќе бидам среќна ако ја поставите. Да, секако во некоја следните емисии. Кога ќе имате слободно време. Да. Добро, ви благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Во секој случај, да, во некоја следните емисии, дали во ова или во емисијата во тек, ќе поставиме една ваква тема, не само за Бутел. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден, повелете, во програма сте. Добро. Дали имаме гледач на другата линија? Добар ден. Трудова инспекција ангажирана од ЗАЕВ ќе проверува дали верските заедници ги почитуваат законските обврски. Кој е вашето размислување? Што сметате, дали треба ваквите инспекции, па не само трудовата, да одат во проверка на верските заедници и да видат дали работат согласно законите? Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Едно во рака госпоѓа. Трудова инспекција да влези кај извршителите да направи контрола, а не само вака по други организации. Тие се најголемите криминалци. Добро. Да. Намалете го тонот на вашиот телевизор, за да можеме се слушнеме подобро и комуницирајте со мене преку вашиот телефон, не преку телевизорот, бидејќи сигналот досни кај вас. Не се обидувајте да се слушнете, да, не се обидувајте да се слушнете на вашите телевизори, затоа што, како што реков, доцни сигналот кај вас. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Според мене, прега искам да се прекина врската, според мене врв на глупоста е да се пушта инспекција трудова или било каква во црквите. И се зборува од некои луѓе што имат апатија кон црквата и кон верата, дека тука се вртат огромни пари. Па сите тие што одат во црква, да речеме во поголемите градови, конкретно јас, да речеме Скопје, Света Петка или Ход Соборен храм, сите знаеме дека тука има покрај свештените лица, имаме и цивилни лица на број десетина или повеќе, што работат. Па тие луѓе не работат тука само за добар ден и пријатно, и тие луѓе мора да бидат платени. Добро. Црквата како објект има трошоци, струја, вода, затоплување. И доволно се тие пари што ќе ставиме ние по 1 денарче или по 5 денари или по 3 денари на иконата, колку пари треба тука? Па тие свештени лица треба ли да живеат? Треба ли тие своите семејства да ги одгледуваат, да ги образуваат и така натаму?
Која е таа мизерија да се пратат инспекции во верски објект? А зашто вие сметате дека не треба граѓаните кои што ги оставаат парите таму, независно дали станува збор за погреб, крштевка или пак венчавање, да знаат каде и зашто се наменети тие пари? Секако и секое, како 3000 денари е за погреб, од 6 до 7000 е венчавање, така? Ајде, нека има 1500 до 2,5 или 3000 е крштевка? Во ред. Ајде вака да видиме. За едно свештено лице... Секое одење во црква се оставаат по 5, 10, 50, 100, кој колку има. Да ја поедноставиме работава. Едно свештено лице, нека има еден погреб дневно. Ама нема еден погреб дневно или една венчавка неделно. Или една крштевка неделно. Тие се инцидентни случаеви. Па ги има многу свештени лица. Нема толку погреби. Не го исклучувајте, гледаче, добро? Не. Во ред, ме слушате ли? Да, ве слушам, бидејќи минутажата ви поминува, ги замолам од режија да не ви исклуча за да ми објасните, добро? Да се објасниме. Значи, не се работи тука за некоја ненормална голема сума на пари, па сега ќе пратиме инспекција да види кај се тековите на тие пари. Па ние сите сме сведоци за соборниот храм, 30 години се градеше, не можеше да се доизгради. Да знаеме дека по сите цркви има кутивче за ајде да се изразам безобразно милостење да се доизгради некој си иконостас или некоја си овакво фрескопис во некоја црква или да се доизгради камбанар или слично нешто. Не молам. Значи, трошоците не може да бидат покриени од тие наши донации. Па јас ете поодам во црква, што 10 денарче ќе оставам на иконата или... Добро, не зборуваме од донации, зборуваме од она сума која што ја има црквата одредено за, еве како што реков, трошоци за венчавање, погреби, крштевки и слично. Или пак молитва. Абе, може би е... Зборувам за тој тарифник кој што го има црквата. Нели сметате дека треба граѓаните да знаат каде одат нивните пари, бидејќи веќе е одредена тарифа, не како порано што беше кој колку има да остави. Тука е одредена, зборуваме за тарифа. А пред малку јас кажав. Значи, за свещеникот, награда да речеме, за вработените што не се малце во цивилните што не се малце во црквата и за тековни трошоци во црквата. Струја, вода, парно, одржување, па имаме тamo обезбедување на некои, да речеме, од некои си агенции. Тоа се трошоци. Па тие трошоци, тие пари идат за тие трошоци. Ја мислам дека не се брати тука некоја кој знае каква баснословна сума на пари, па да поставиме прашање каде се тие пари и колку се тие пари. А како што кажа претходниот гледач или гледачка, не се сеќавам, кај извршителите, ненормални суми на пари. Ете, мене ми виси над глава извршител, за сега е во мирување, кој знае таа сумата си расте. Од ден на ден, камата на камата и од 10.000 може сега имам 30.000 долг. Значи таму треба да бидат инспекциите, а не во црквата. Во црквата е со мене низок удар и со конкретна намена. Така, добро, ви благодарам за вашето јавување. Ви дозволив повеќе бидејќи ете почнавте да кажувате каде одат конкретно парите кои што ги оставаат граѓаните. И од таа причина да не ми замерат и останатите гледачи, сакав да го слушнам вашето размислување, а тоа беше последниот гледач за ова денешно издание на емисијата Очи во очи. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание, за сите оние кои што успеавте да добиете, да си го кажете вашиот став и вашето размислување. Секако ќе имате прилика повторно утре да ни сконтактирате и да зборувате на темата која што утре ќе одредиме. До тогаш имајте убав и пријатен ден и останете со програмата на Телевизија 24. До гледање од мене.